Добар ден! 47-мо издание на Тајната на успехот. Тајната на успехот се серијал подкасти за женско предприемништво, кои се дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. И уште една инспиративна гостинка во Тајната на успехот. Таа не е директно поврзана со бизнисот, но 16 и повеќе години се бори за местото и улогата на жената во заедницата и општеството. Запознајте ја Даниела Димитриевска. Даниела, добро дојдовте во Тајната на успехот. Добро ве најдов. 16 години сте на чело на македонското женско лоби. Се занимавате со прашања за женската позиција во македонското општество. Може ли на почетокот, пред да зборуваме за целите и задачите на македонското женско лоби, да ни осликате една поширока слика за местото на жената? Дали македонската жена го знае своето место, дали знае кои се низините цели, како да се однесува? Најпрвен да кажам дека повеќе од 16 години сум начело на македонското женско лоби и ми представува задоволство да работам во таа организација која што досега покажала голем број на иницијативи и голем број на предизвици кои што некој во поголем број успешно ги завршила, а некој ги оставила за понатамашна работа. Македонската жена, како и секаде во светот, имате еден известен голем број на, кај нас за среќа голем број на жени кои што се обидуваат да си го најдат своето место и во општествениот живот, и во приватниот живот, и во економскиот живот. Така да, по моje мислење, дека голем дел од жените во Македонија знаат кој им се правата и ја знаат својата позиција каде сака да се најдат. Но проблемот е колку општеството им ги отвара тие можности, колку општеството им помага да тие дојдат до одредена посакувана позиција. Македонското женско лоби е токму такво здружение кој им помага на жените, да се бори за правата на жените во општеството. Кои се, например, да не запознаете со организацијата, целите и задачите на македонското женско лоби? Па општите цели се подобрување на позицијата на жените во Македонија и ние најчесто во себе содржиме голем број на организации и индивидуалци кои што ја имаат оваа визија зад себе и пред себе. Би рекла дека ние се одликуваме со организација која што во голема мера своите активности кои што ги превзема на терен ги преформулира во одредени законски или амандмани или политики или текстови кои што се однесуваат на промена на политики како на национално, така и на локално ниво, така да во познати сме како некој кој што лобира и застапува одредени промени и до сега сме работеле на голем број закони од различни сфери, од економска, здравствена, политичка, социјална и така натака. Автори сме на многу декларации и во исто време ние сме представници на македонските жени во Европското женско лоби. Евидентна е застапеноста на жените во политиката, во одредени институции, тоа веројатно е благодарение на квотите. Дали вие сте задоволни од моменталната ситуација? Која е целта или, како што би рекли, природата се го кажа своето? 50-50. Ние кога започнавме со оваа иницијатива да се приближиме кон една од основите на демократијата која што представува репрезентативноста,
тоест да бидат еднакво репрезентирани сите кои што имаат, што живеат во државата. Бројот на жените беше само 3 жени во собранието на Република Македонија. Сега можеме со задоволство да кажеме дека над 40% од жените во собранието се застапени и во комисиите и во одлучувањето. Истото тоа се однесува и на советите во локалните самоуправи. Но тоа се должи само на постоењето на квотите. Еве, погледнете каде што не постојат квоти, може да видите колкав е бројот на жени. Тоа е од 80 општини и плюс една како град Скопје, значи 81 отворено работно место за градоначалници, само 2 жени се избрани. Тоа укажува на доколку нема квоти, нема репрезентативност. Ние сакаме да нема потреба да има квоти, да овој процес природно се постигне. Според заслугите и според способностите. Според тоа што се жени. Тие секако се заслужни и без разлика што припаѓаат на квоти, сепак го заслужуваат своето место како квалитетни кандидати, но сепак сакам да кажам дека свеста на општеството треба да биде на едно повисоко ниво, каде што нема да мора да се фаќаат тие места се цртани кои што се предвидени во законите, туку еве да не изненадат и да кандидираат малку повеќе, па без квоти да добиеме 50%, без квота за 50%, да добиеме 50%. Како е состојбата во бизнис заедницата, застапеноста на жената на раководни на повисоки позиции? По мои сознанија дека ова е отворено поле и дека овдека треба да се работи малку повеќе, со оглед на тоа дека само многу мал број на жени успеале да дојдат на раководните позиции во приватните фирми, каде што тоа се најчесто семени компании, каде што семејството стои зад управувањето, а можеби на лидерската позиција исфрлена жена, додека пак во поголемите компании малку потешко се искачуваат жените. Постојат квоти во скандинавските земји каде што се бара одредена преференца да во општествените фирми, општествените компании, каде што државата има свој удел, да учествуваат 40% жени, но не е само тоа. Тука би рекле дека е многу побитно да имаме програми, да имаме кредити, да имаме постојани тренинзи за оние кои што сака да се вклучат во бизнис, да можат да полесно да се вклучат во бизнис, да пројдат низ обуките како да го направат тоа, да се информираат за поповолни програми, поповолни кредити. Еве, слушаме медиумите дека државата одредува одредени кредити или неповратни средства за жени земјоделки, за жени бизнисменки. Колку е тоа доволно? Не е доволно, тоа не е доволно, тоа треба да биде таргетирано на поголем број на популација, да не се однесува така на стриктен мал број. И тоа треба да биде проследено и со менторирање, да во тој процес низ влегување во бизнис, да има менторство од некој кој што е веќе поискусен, поуспешен, да ги води низ тој пат и во исто време до целта да ги води, бидејќи бизнисот е жива материја, се сосреќаваат со постојани промени и проблеми, така да некој кој што веќе има искуство
да им помогне како побрзо да ги премостат тие прашања. Во светот има такви менторски програми кои што се дел од стопански комори, дел од некои други неформални здруженија, но не само програмите, не се само кредитите. Тука треба и општеството да излезе и со еден друг тип на поддршка, а тоа е поддршка во збринување на деца, поддршка во збринување на возрастни луѓе, затоа што обично таа работа околу чувањето на деца, околу чувањето на болни, изнемоштени родители и така натака е префрлена на жените. Така да не можеме да очекуваме жена која што има 10 дополнителни работи и домот и приватниот живот да може да води и успешен бизнис. Така да без едното и без другото. Но македонското женско лоби е тука да се заложува и да турка такви идеи, иницијативи. Ние веќе на многу места сме укажувале дека балансот помеѓу професионалниот и приватниот живот е една основна точка за било каков успех, а кај во политичкиот и во економскиот живот уште повеќе. Зборуваме за учество на жените во политика, во бизнисот, меѓутоа, барем она што го слушаме од околината, од медиумите, е и родовото насилство. Колку честа појава е во нашата заедница? Тоа е појава која што постои од секогаш и со амплитуди се зголемува или се намалува, но не доаѓа под некаква граница, се зависи од тоа како се делува врз насилството, колку се охрабрува и колку не се охрабрува. Ако имате населни кои што јавно се познати во телевизии, на телевизии и немаат законска одредница и некаква казна, тогаш вие ќе го мотивирате насилството, дека тоа е неказливо и дека може да се случува, или пак доколку е често пријавувано, а не е реагирано, вие ја обесхрабрувате жртвата да понатаму си го бара начинот на излез од оваа состојба. Мислам дека семеното и родовото насилство се однесува на сите категории на граѓани, на луѓе, без разлика дали се од поедуциран сталеж или се понеедуцирани, или живеат во град, или живеат во село. Тоа е една универзална категорија што секаде се случува. Чуваше во семејството, не беше толку видливо, не се зборуваше ниту во медиумите, ниту имаше некаква дискусија, но пред да не кажам, може би пред 25 години, сигурно почна да се зборува, па и беше отворен и тогаш првиот СОС линија и првото за солниште, така да овој проблем на семено наследство и родово наследство си има на потреба од релевантни институции кои што би го решавале, така да... За решавање на било кои прашања што се однесуваат на жената, па и бизнес, колку влијае вие како организација, односно како здружение, со работката со други здруженија кои се занимаваат претежно со бизнисот, дали е, например, Националната платформа за женско предприемништво, колку придонесува за размена на искуства, размена на идеи, поддршка, изнаоѓање извори за финансирање на бизнисот? Таа платформа не само што инспирира млади луѓе да учествуваат и да размислуваат во бизнисот, или малку по-возрастни луѓе исто, туку таа им дава шанса на оние веќе кои што веќе имаат изградено бизнис, да разменуваат идеи, да го градат и унапредуваат тоа што веќе го имале од една страна. Од друга страна имате се грижи пак за преквалификација на одредени работници да влезат во потребите на економскиот живот. Значи, од исклучително значење. Едноставно, тие може да учествуваат и во некој друг тип на здружување, како комори и така натаму. Но како жени тие пак сепак имаат малку поинакви искуства и поинаков приватен живот, заради тоа оваа платформа е од исклучително значење.
Кои се плановите на Даниела и на македонското женско лоби за во наредниот период? Па моите лични планови и плановите на организацијата не секогаш се совпаѓаат, така да како организација секогаш ќе останеме доследни на визиите кои што ги имаме зацртано и во документите и во нашите заложби кои што досега веќе од 2000 година упорно ги покажуваме и ги застапуваме. Како би ги охрабриле младите девојки и жени да ги искористат своите потенцијали, да се одржат и да започнат сами? Дали тоа ќе биде собствен бизнес, дали во некоја ваква здружение кај што можат да придонесат со својата креативност? Би рекла дека младите луѓе го имаат тој ресурс кој што повозрастните ние го немаме, а тоа е немаме толку многу време и немаме толкава голема храброст, можеби заради животното искуство, би ги инспирирала да го искористат времето и да видат, да се пронајдат каде најдобро би го живееле својот сон, би живееле тоа што би го правеле тоа што го сакаат и каде што работата би им била забава, не им би била нешто кое што мора да го работат. И тогаш никогаш да. Не, сакам да кажам дека секој мора да си го најде задоволството во работата, оти секој човек си има некоја работа која што му чини задоволство. И би ги охрабрила младите луѓе да не гледаат само да влезат во државната администрација, туку да ги отворат своите хоризонти и да видат дали можеби нешто друго подобро ќе работат, можеби подобро ќе се најдат, можеби посрекни ќе бидат, да волонтираат во хуманитарни здруженија, во здруженија како платформата, како Македонското женско лоби, да видат и еден друг тип на работење и да си го пополнат своето време со корисни работи, наместо да стекнат искуство кое што ќе им користи во понатамошниот живот, наместо така да седат пред компјутер и да читаат лоши вести, туку да бидат позитивни и да си ја најдат среќата на својот живот. Даниела, благодарам за учеството во тајната на успехот. Јас не се сомневам дека ви и вашето здружение ќе продолжите со вашата мисија, ќе продолжите со ангажманот околу позицијата на жените во нашето општество. Фала ви.